И во петокот и во саботата се случи ескалација на меѓуетничките односи. Во петокот на Пладне ние соопштивме став дека кога и најабсурдните изговори за состојбите во земјата ќе бидат исцрпени, политичките структури во Македонија ќе се свртат на меѓуетничките односи. Не им треба ни неколку часа да го направат тоа. Имено оваа ескалација на меѓуетничките односи и овие насилства и хулиганизмот кој го видовме во овие 2 дена еден по друг се резултат, поточно последица од погрешните политики. Политичките партии, а пред се партиите на власт, бидејќи логично тие носат најголемата одговорност, водеа погрешни политики во насока на продлабочување на јазот меѓу етничките заедници, на зголемување на тензиите и на практично спонзорирање на омразата за да можат да ги одвратат од политиките кои што тие ги водат. А тие политики се само не соодветни на социјалниот и на политичкиот моментум во Македонија. Но и наместо смирување на страстите, подоцна видовме еден малку поинаков. Веќе видам вокабулар на политика. Да, крајно разочарувачки е што политичките партии се свртеа една против друга, префрлајќи одговорноста и односно меѓусебно обвинувајќи се за настаните во петокот и саботата, наместо да се свртат кон општеството и да се обидат да придонесат за смирување на тензиите, за одвраќање на овие сериозни тенденции во кои спиралата на насилство може да отиде многу далеку и Македонија може да претрпи сериозни губитоци. Политичките партии едноставно немаат слух за тоа што се случува. Едноставно ги употребија овие, значи ги инструментализираа младите, малолетници пред се, а потоа истите ги инструментализираа за да можат да ќарат некој политички поен повеќе. Тоа е стварно срамота, тоа е многу опасно, се играат со оган таму каде што и не мораат.